Бог и неговото откровение. Бог постои и може секој да го запознае. Овие факти се несоборливи и се темел на вистината на христијанството. За Божјото постоење знаеме преку верата, а за познавањето на Бог знаеме преку лично искуство. Постоењето на Бог не може да се докажува со помош на научни методи, без да е вклучена верата. Туку може преку логика и разумна предпоставка да се утврди неговото постоење. Се што може човекот да знае со сигурност за Бог и неговото постоење, произлегува од верата. Бог е изнад своите творештва и може да се запознае единствено преку негово лично откровение. Во христијанството Бог е откриен како личност, а сознанието за тоа не произлегува од лично убедување, туку преку Божјо откровение преку Библијата. Светото писмо или Библијата е напишана не со цел да му докаже на човекот дека Бог постои, туку да стане Бог уште повпечатлив и откриен преку неговите дела. Божите дела се очигледни преку созданијата и се усовршени на посебен начин преку специјалното откровение на неговиот син Исус Христос. Во светлина на Божјото откровение може да се каже следново во однос на Бог. Прво, Божјо битие. Во своето битие Бог не зависи од никого и од ништо. Неговите созданија се зависни од Него, а тој во ништо не е зависен од неговите созданија. Бог не само што е дародавец на животот, туку тој самиот е извор на животот и се што е создадено го одржува во постоење. Космосот или Вселената и сите други живи суштества се во целост подчинети на неговата моќ и сила. Тој, иеко е над човековите сваќања, сепак доволно му се открил на човекот за да биде дофатлив. Карактеристиките на неговото битие се состојат во откровението на неговото име Јахве и во тврдењето Јас сум оној кој сум. Јас сум кој сум, му рече Бог на Мојсеј, и потоа продолжи. Кажи им вака на израелците, Јас сум ме испрати при вас. Кога Бог зборува Јас сум, себе си се открива како личност. Тоа се потврдува насекаде во Библијата. А пророкот Исаија многу прецизно тоа го дефинирал и вели: Зар не знаеш, зар не си чул? Господ е вечен Бог, творец на земните краишта. Тој не се заморува, не постанува и неговиот ум е неизмерлив. На заморениот му е враќа силата и го зајакнува немоќниот. Бог како личност дава тоа што му е потребно на неговите созданија. Исус Христос го изразува тоа многу јасно. Зашто како што таткото има живот во себе, така му даде и на синот да има живот во себе. Тоа не подразбира дека синот не постоел од вечност и дека тој е создаден за да живее, туку ја истакнува животодавната сила на Бог таткото. Во Библијата Бог се откри како извор на животот и го насочува кон него за да опстане и човекот и материјата. Каков е Бог? Бог е дух, свет и чист дух. Христос во разговорот со Самарјанката го откри Бог како дух. Тој вели: Бог е дух и кои му се поклонуваат, треба да му се поклонуваат во дух и вистина. Со ова откровение, Бог треба да биде разграничен од неговите созданија, зашто тој на неговите созданија им дава дух за живот. Кога го истакнуваме фактот дека Бог е дух, тоа значи дека тој се разликува од човекот и не е делумно дух и делумно физичко тело. Бог е само дух, а не во некаква телесна форма и облик како што е човекот. Во Библијата се опишува дека Бог има очи, уши, раце и нозе и му се припишуваат такви атрибути кои што ги има и човекот. Но таквиот начин на изразување во Библијата е потребно поради полесно подостапно да биде нашето сознание за Бог. Ако не постои тој начин на изразување, ние не сме во состојба да кажеме нешто за Бог каков е.
тој каков и кои се неговите намери со овој свет. Неговиот живот како дух не подразбира дека е несовршен како нас. И не смееме да му припишуваме на Бог такви атрибути кои се присутни во самиот човек. Кога ја истакнуваме неговата реалност дека Бог е бескраен дух, тогаш ги надминуваме границите на нашите сознанија. Ние луѓето сме ограничени во времето и просторот, во познавањето и во силата. Само Бог е бесконечен, без почеток и без крај. Секој атрибут од неговата природа е бесконечен. Бесконечноста е време и простор наречено вечност. А во познавањето, оној кој се знае. Во силата, тој е семоќен. Со сите овие бесконечности, тој е вечен Бог. Бог кој е создател и бесконечен, ја надминува и Вселената и сите материјални творештва, така што тој не е вклопен во време и простор или во материјалниот свет. Тој е изнад секоја творба и живее независно од се. Бог не е ограничен во она што ние го нарекуваме природа. Тој исто така не е ограничен дури и на оние места во Библијата, каде што се објавуваше и му зборуваше на народот. Со еден збор, Бог не може да биде вклопен во неговите созданија, ниту пак може да се дисхармонизира неговиот начин на владење. Како доказ на тврдењето, еве што запишал пророкот Исаија. Кој го измери морето со дланка и кој ги премери небесата со педа? Кој ја измерил со мерка земјата и планините на мерилки, а бреговите на тежилка? Кој го измерил Господовиот дух и кој му бил советник за да го поучи? Со кој се посоветува тој и кој му дал разум нему? Кој го научил на патиштата на правдата? Кој го научи на знаење? Кој му покажа пат кон мудроста? Ете, народите се како капка од ведро, вредат колку прав на мерилката. Сите народи се како ништо пред него. За него се ништо и празнина. Тоа е запишано во Исаија, пророк Исаија, 40 глава, 12 до 17 стих. За Бог дека е бесконечен, во суштина може слободно да се каже дека тој е иманентен, односно постојан и неодвојлив. Тука се има предвид неговата сегде присутност и моќ во неговите созданија. Тоа Давид посебно го опишал во 139 псалм. Тој вели: каде да се сокрием од Твојот дух и каде да побегнам од Твоето лице? Ако се вознесам на небото, таму си. Ако легнам во подземјето, и таму си. Ако ги земам крилјата на зората и се населам на крајот на морето, и таму Твојата рака ќе ме води. Твојата десница ќе ме држи. Ако речем нека ме сокријат темнините, но дури и ноќта ќе биде како светлина околу мене. Ни темнината за тебе не ќе биде темна. Ноќта свети како ден и темнината е како светлина. Со оваа констатација се потврдува дека Бог не е незаинтересиран за своите созданија. И тој не го наблюдува светот од високо. Тој проникнува во живите и неживите творби и се појавува во срцето на најситните честички, во најскриениот извор на мислата, животот и чувствата. Зашто вака зборува вишниот и возвишениот, кој живее вечно. Името му е Светиот. Престолувам во високо и свето место, но јас сум и со угнетуваните и понижуваните, за да го оживеам духот на смирените, за да го оживеам срцето на скрушените. Во овој цитат од Исаија Бог се открива како возвишен и недостижен. Неговото пребивалиште е вечноста, така што тој не е дел од вечноста, туку е вечен. А од друга страна, тој вечен и недостижен Бог се симнува и помага на оние кои се со скрушен дух. А апостол Павле, кога дошол во Атина и кога им го изложил Евангелието, им нагласил дека Бог е Господар и на небото и на земјата, и дека не живее во ракотворни храмови, ниту пак му се потребни служења од човечки раце.
Тој нема потреба од никого, бидејќи тој на сите им дава живот, дишење и се. Тој не е далеку од човекот, како што нагласувале филозофите во тоа време. Со еден збор Бог е вечен, сегде присутен, а истовремено и со неговите созданија кои се зависни од него. Бог е личност. Со тоа констатираме дека тој размислува, знае и има свои лични одлуки. Бог како врховен ум е извор на разумот. Неговите разумни својства им се подарени и на неговите живи созданија. Бог во Стариот Завет постојано е во комуникација со својот народ преку неговите слуги. А во Новиот Завет таа комуникација посебно е истакната со неговиот син Исус Христос. Ово е мојот возлюбен син, него слушајте го. Тој како личност се откриваше постепено на неговиот народ, според потребите и со различни имења. Кога зборуваме дека Бог е личност, важно е исто така да се нагласи дека тој често пати од човечките беди и страдања се предизвикува и не останува рамнодушен на нивните барања. Тој реагира и сочувствува. Неговите чувства не се променливи и нестабилни, туку во согласност, според потребите на човекот, тој во целост е вклучен. Зошто? Затоа што е личност. Неговата љубов не е поголема од вистината или милост од правдата. Бог не се менува. Тој е секогаш исти. Неговата личност е секогаш во хармонија со неговите атрибути. Љубовта, вистината, правдата, добрината, мудроста, светоста и така натаму. Кога видовме каков е Бог, дека тој е Бог личност, дека тој се откри на човекот, потребно е човекот да го прифати неговото откровение, да верува во него преку објавата на Исус Христос и да стане христијанин. Како можеш да станеш христијанин? Имаше еден човек во градот Филипи. Тој им постави прашање на Павле и на Сила, што можеби е најважното прашање за секој од нас. За тој човек знаеме само 3 работи. Беше чувар во затворот, многобожец, кој не го познаваше Бог и беше во очајна ситуација, кој што сакаше да се го одземе и животот. Но Павле го запре во намерата. Прашањето на тој човек гласеше: што треба да направам за да се спасам? Тоа е запишано во Дела на апостолите, 16 глава, 30 стих. Самиот факт што човекот го поставува прашањето укажува дека ја препознава потребата за спасение. Ја виде смртта во себе и знаеше дека му е потребна помош. Кога тој ги слушаше Павле и Сила во затворот, како го слават Бог и му се молат, тоа му беше знак дека и за него има надеж и одговор на неговото суштинско прашање, како да се спаси од смртта. Одговорот беше многу едноставен. Поверувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш ти и целиот твој дом. Тој без двоумење веднаш го прифати тоа што му го рече Павле. Поверува во Исус. Од тој миг неговиот живот се промени. Овој настан јасно ни покажува дека спасението е преку вера. Праведникот ќе живее преку вера. Верата бара да се поверува дека Исус е Божи син, Господ и Месија. Тоа вклучува да се верува дека тој како Господ е Божи син и Божи син умре на крст за човечкиот грев според писмото и воскресна според писмото на третиот ден. Пораката на Павле се состоеше во овие зборови. Зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе бидеш спасен. Зашто со срцето се верува за правда, а со устата се исповедува за спасение. И писмото вели, секој што верува во него нема да се посрами. Да се биде христијанин значи да се промени животот преку покаяние и вера, напуштајќи ги сите гревови што ги правил додека не го познавал Бог. Тоа одвраќање е од стариот начин на живење и од човечката религија и свртување кон живиот Бог, како што е запишано во Прво Солуњаните 1 глава 9 стих. И како се обрнавте кон Бог од идолите, за да му служите на живиот и вистински Бог.
Кога човекот ќе го прифати Исус за спасител, Бог му ветува дека ќе му подари дар на Светиот Дух и ќе стане ново создание, со нов поглед кон животот и со нова надеж кон иднината. Да се биде христијани значи прво да поставиш прашање што треба да направам за да се спасам. Одговорот ќе го имаш, поверувај во Исус. Амен.